Ковачки, како човек кој доаѓа од безбедносниот сектор, изминатиот период обелоденевте низа скандали во таа насока. Може ли еден краток осврт на аферите кои што вие им ги соопштивте на граѓаните, што би издвоиле како најголем скандал? Видете, во изминатиот период така имавме огромен број на скандали кои што можам слободно да кажам дека јавноста веќе не може ни да ги процесуира затоа што се премногу, секојдневно имаме скандали. Како најголеми скандали во овој дел, посебно во безбедносно-разузнавачкиот сегмент, би ги издвоил скандалот со Онишченко, значи со издавањето на државјанство на рускиот шпион Онишченко, пошто следеа низа реакција и од НАТО членките, меѓутоа видовме дека власта не најде начин да превземе одговорност во врска со овој случај. Очигледно е дека тој случај ќе има влијание, зборувам, и во иднина во делот на нашите односи со НАТО. Понатаму би сакал да издвојам еден случај кој што во изминатиот период ете така се разви во јавноста, а тоа е случајот со пасошите, со издавањето на огромен број на пасоши, 215 пасоши на криминалци кои што за жал ги подкупиле македонските институции, односно нашле простор пукнатина во македонските институции, пошто добиле пасоши, македонски државјанства исто така, а од друга страна гледаме дека во моментов нашите граѓани воопшто немаат патни исправи, не можат да патуваат надвор, практично се затворени во сопствената држава. Понатаму би сакал да ги издвојам случаевите со заменик министерот за внатрешни работи, значи знаете дека тој одеше на ноќевање во една ексклузивна дестинација, платена од не знаеме од кои, значи 20.000 евра по ноќевање, што е извор сам по себе на корупција. Имавме злоупотреба на државните ресурси, токму на тој заменик министер, знаете дека неговиот син бегаше со службени возила, со флешери, односно со возила со видео, со звучна и светлосна сигнализација, која што припаѓаат на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа немаше исто така никаква одговорност. Како еден од најзначајните случаи во делот на нарушувањето на безбедноста, можам да го кажеме дека во изминатиот период, и тоа ние го алармиравме во македонската јавност, е случајот со ставањето на црна листа на една од фирмите, Сайтрокс, која што во Република Македонија развивала софтвер за нелегално прислушкување и следење на комуникации. Истото е детектирано и од страна на нашиот стратешки сојузник, Соединетите Американски држави, меѓутоа гледате дека во јавноста, односно во кај македонската влада, повторно нема никаква одговорност. Тука морам да ја споменам и реакцијата на техничкиот премиер Талат Џафери, кој што на новинарско прашање одговори дека националната безбедност можеби и не е целосно под контрола на владата. Едно тотално непознавање, посебно од човек кој што има таков бекграунд како Талат Џафери, да бега од одговорност и да се вади дека националната безбедност не била во целосна надлежност на владата, нема никаква реакција кон фирмата, нема никаква реакција од надлежните институции. Јас во изминатиот период имав и пратеничко прашање на таа тема, меѓутоа од премиерот Ковачевски ми беше одговорено дека таква работа во Македонија се нема случајно. Јас тоа го објавив во јавноста. Меѓутоа гледате дека тие што најмногу зборуваат за НАТО, што најмногу зборуваат за некакви стандарди за професионализација на безбедносните служби, дека напротив тоа не го гледаме. Понатаму имаме случај со директорот на Агенцијата за разузнавање, и тоа ние го вадевме на пресконференции, каде што јасно се гледа дека токму неговата сопруга е таа која што има добиено грант за работа која што е поврзана со работата на незиниот сопруг. Тоа се сериозни пари и сериозен, можам да кажам слободно, упат дури и во разузнавачко-безбедносниот систем, токму од првите лица на тие институции. Тука секако е поврзан и вице-премиерот Фатмир Битичи, исто така неговата сопруга во соработка со сопругата на директорот на Агенцијата за разузнавање, кои што испумпувале пари од граѓаните, значи за потреби, за работи за кои што тие сосема се некомпетентни. Едната е, мислам, магистер по земјоделие, а добива грантови во делот на безбедност. Мислам дека тоа е крајно некоректно. Го спомнавте вие накусо, но бидејќи е навистина голем проблем би се задржала повеќе на него. Македонските граѓани се соочија со вистински хаос во обидот да извадат лични документи, иако имаат важечки документи веќе. Кој е виновник за сево ова што го претрпевме изминативе месеци?
Видете, јасно е дека владата е таа која што треба да ја носи целата одговорност и тука нема бегање од таа работа. Тие се 7 години на власт, Оливер Спасовски 9 или веќе 10 години. Со мали прекини беше министр за внатрешни работи. Тоа што сакаат да го направат со пасошите, тоа им е јасно веќе на сите граѓани, е јасно како бел ден. А тоа е следново. Тие планираа истата ситуација да ја повторат како во 2020 година, кога се правеше техничка влада, повторно, каде што министер за внатрешни имаше ВМРО ДПМН. Планираа повторно да направат скандали, да не обезбедат доволен број на образци за пасоши и скандалот да пукне во време на период на ВМРО ДПМН. Очигледно е дека не им тргна математиката, пресметките не им беа добро направени, скандалите пукна во ноември, декември, јануари месец. Значи, институциите ги користат за пресметка со партискиот противник. Тие се во институциите не за да им помогнат на граѓаните, не за да ја работат работата, туку напротив, за своји лични цели. И истото се однесува, зборувам, во целокупниот сектор, безбедносниот систем не може да биде формиран за своји лични потреби или за одбрана на партијата на власт. Безбедносните служби, МВР, разузнавачки безбедносниот сектор, треба да бидат во функција на граѓаните, во функција на обезбедување на нивните права, а не да биде во функција на заштита и напад на политичкиот, значи заштита на себе и напад на политичкиот противник. За жал тоа го гледаме. Морам да го пофалам министерот за внатрешни работи во моментов, нашиот Панче Тошковски, кој што гледате дека во многу краток период успеа да ја среди состојбата, гледате дека е цело време на терен и мислам дека за многу кратко време најде соодветни решенија со оглед на тоа каква состојба затече. На 8 мај во Македонија ќе се случат парламентарни избори. Вие сте носител на листа во третата изборна единица од ВМРО ДПМН. Кои се вашите очекувања? Видете, така е, носител сум на изборна единица 3 од ВМРО ДПМН. Тоа за мене представува огромна чест, значи, меѓутоа и голема одговорност. Зошто? Затоа што изборна единица 3 е една од најголемите, зборувам по површина, има 22 општини. Изборната единица е доста иселена е токму поради политиките на оваа влада. Значи имаме целосен распад на системот, недоверба во институциите, токму затоа луѓето си одат. Кога имате деградирани институции кои што не функционираат, односно функционираат на принципот со пари, значи со корупирање на одредени службеници, политичари и така натаму, кога нема ред во државата, луѓето тоа го гледаат и си заминуваат. И не си заминуваат само младите, си заминуваат и луѓе кои што се добро ситуирани. Значи бегаат луѓето затоа што нема ред, затоа што нема правда. Токму тоа што тие го ветуваат дека ќе го донесат, не го донесоа. Во изборната единица 3 имаме протести, гледате и на земјоделци, гледате има огромен број на пензионери кои што исто така се незадоволни. Луѓе кои што за прв пат излегоа, внимавајте, на протести. Пензионери досега не излегувале на протести. Значи толку е очаена состојбата во државата што тие луѓе секако дека ќе излезат и ќе го дадат својот глас против актуелната влада на ДУИ и на СДСМ. Меѓутоа, од друга страна треба да ја добијат понудата од ВМРО ДПМН. Ние сме во фаза на финиширање на програмата за парламентарните избори. Таа истата ќе биде понудена на граѓаните. Верувајте дека тука ќе биде даден фокусот на економијата, на развојните програми, на проекти и така натаму. Знаете дека кога ВМРО ДПМН е на власт, тогаш се гради. Кога се овие на власт, останативе, тогаш во Македонија се краде. И тука морам да направам една паралела. Ако земете во изминатиот период колку пари се потрошени од буџетите, еве, например, буџетов за оваа година е 5,5 милиарди евра, од прилика. Меѓутоа, во тие 5,5 милиарди вие немате развојни проекти, нема нови автопати, нема болници, нема училишта, нема градинки и така натаму. Од друга страна, кој ќе погледнете дека во време на ВМРО ДПМН се трошеле по 3 милиарди, нешто по 3 милиарди евра буџет. Нешто за што овие што се сега на власт протестираа, се сеќавате, попраќаа писма и до Светска банка и така натаму, против актуелната власт, сега трошат двојно повеќе пари, а немаме ништо на виделина. А во тој период, кога беше ВМРО ДПМН на власт, ќе ве потсетам дека се направија и стадиони, и автопати, сега да не ги споменувам, меѓутоа еве за Источна Македонија, односно за изборна единица број 3, мора да се спомене тој капитален проект. Ние го возиме автопатот од Гоце Делчев. Исто така во време на ВМРО ДПМН се изфинансира, односно се испроектира и се изфинансира експресниот пат до Кочани. За жал, овие што сега дојдоа на власт, дури со оставен проект за
Штипската болница, што требаше да се направи, не ја направија. Европската банка за обнова и развој си ги повлече парите затоа што видоа дека се тотално неспособни. Не се заинтересирани за животот, за подобрување на животот на граѓаните, туку напротив, заинтересирани се колку повеќе луѓе да се наместат во тие позиции на управни одбори, надзорни одбори и така натаму, каде што ќе земаат по 1000-2000 евра пари. И токму тоа Европската банка за обнова и развој го види и токму затоа ги повлече финансиските средства. Значи, луѓе кои што тотално се одлепени од реалноста, мислам дека треба да заминат од политиката, на власт треба да дојдат луѓе кои што имаат визија, кои што се посветени на овој народ, на овие граѓани, за да можеме да си ги задржиме сегашниве граѓани тука и да се обидеме да вратиме барем дел од тие што се надвор. Верувајте, јас кога одам по населените места во изборната единица број 3, така и во цела Македонија, меѓутоа и посебно изборната единица број 3, прво што ме прашуваат граѓаните да ни ги вратите децата. Ние не можеме да ветиме дека ќе ги вратиме децата, меѓутоа можам да ветам дека ќе направиме се за да создадеме услови, да ги развиваме тие краишта, за да луѓето остануваат дома, да веруваат во системот, да веруваат дека ќе има ред и поредок, да веруваат дека ќе има и правда. Затоа што ова што сега го гледаме, повторувам, е целосен хаос и безредие. Пред нас се и председателски избори. Сите очекувања се дека во вториот круг кандидатот на ВМРО ДПМН како противник ќе го има кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Како би го оцениле неговиот досегашен мандат, бидејќи тој веќе 5 години е председател? Мислам дека председателот Пендаровски, моменталниот председател и кандидат за иден председател, целосно потврди во извршувањето на својата должност. Човекот, така речено, ги преспа овие 5 години наводно и успеваше со своите настапи во јавност да ја засмева јавноста. Мислам дека тоа е едно таква навреда за интелигенцијата на обичниот граѓанин, за македонецот, меѓутоа и за останатите граѓани, што Македонија како членка на НАТО тоа не го заслужува. Ако сакаме да видиме европски граѓани, односно членка на Европската Унија, а веќе сме членка на НАТО, ќе треба да имаме политичари кои што ја разбираат функцијата председател на државата, кои што си ја сакаат државата и кои што ќе бидат малку поискрени кон граѓаните. Во моментов председателот Пендаровски служи, може да се согласиме тука дека служи за подбив во јавноста. Зошто? Затоа што тој е човек кој што сабајле излегува со еден став, на пладне се дообјаснува за утнескиот став, а веќе навечер го демантира тоа што го има кажано наутро. Морам да ве потсетам на случаевите со Бехтел и Јенка. Значи, законите кои што тој упорно тврдеше дека нема да ги потпише, видовте дека после тоа свика пресконференција и ги потпиша, веднаш ги потпиша, се дообјаснуваше и така натаму, меѓутоа не помина во јавноста. Ќе ве потсетам на францускиот предлог. Човекот објаснуваше дека не видел никаков предлог на маса во Скопје, меѓутоа после 5-6 дни излезе во јавност и каже дека токму тој го работел францускиот предлог, за да после, откако кажа дека бил добар предлогот, да објаснува дека ако повторно не се спроведат оние протоколи со Бугарија, дека повторно ќе имаме вето од Бугарија. Практично човекот е, како што реков, не може да се договори сам со себе. Толку често менување на ставови не сме виделе до сега во македонската политика. Тој е човек со најбрзо менување на ставови и мислам дека не ја заслужува позицијата председател на државата. Тој човек, за жал, одмолча скандали, сериозни скандали во општеството. Гледате, немаше никаква реакција по скандалите и со загинувањето на луѓето во болницата во Тетово. Значи, имаше една така бледа реакција која што, за жал, не предизвика дополнителна мобилизација на државните ресурси за откривање на вистината и изнесување на вистинските причинители пред лицето на правдата. Дека одмолча за Дурмо, Турс одмолча за Беса, Транс и така натаму. Зборувам за случаи каде што имаме загинато луѓе. Тој е председател на сите граѓани и тој мораше да реагира на вакви случаи, односно со своето појавување и во јавност и во парламент да влијае на јавното мислење. За жал, едно бледо издание на личноста на Водно, мислам дека ја преспа
ги преспа овие 5 години и мислам дека е штета што тој човек го имавме за председател. Ние секојдневно излегуваме со пресконференции, со објаснување за неговото брзо менување на ставовите и мислам дека граѓаните се свесни за тоа. На Македонија и треба еден председател кој што ќе биде пресечесен, ќе биде човек кој што е, односно личност, која што ќе биде меѓународно етаблирана, призната, личност која што е отворена за сите граѓани, за дебати, личност која ги слуша граѓаните и личност која што ќе го врати достоинството на функцијата председател на државата. Ние цениме и јас сум лично уверен дека професорката Гордана Силјановска-Давкова е токму вистинскиот избор за председател на државата и ценам дека ќе однесе една убедлива победа на предстојните председателски избори. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и вам.